Си бил еден старец. Малку чуден старец. На прв поглед изгледал немоќен, но всушност имал волшебни моќи. Еден ден си седел покрај еден дол и си дремел. Крај него минал некој селски чорбаджија. Дедото се расонил и викнал: "Абре, синко, да ми кажеш, има ли во долов вода или нема?" Чорбаджијата ја свртел главата и налутено рекол: "Откаде да знам има ли вода или нема? Слези, па види самиот." Старецот рекол: "Чуш!" Толку? Само едно чуш. И чорбаджијата веднаш се претворил во магаре. Старецот земал еден стап и го потерал во долот. И потоа пак почнал да си дреме. По малку време поминал лихварот од блиското село. Старецот и него го прашал: "Абре, синко, во долов има ли вода или нема?" Лихварот се свртел и налутено му одговорил: "Та, откаде да знам има ли или нема вода? Слези па види самиот." Дедото пак извикал: "Чуш!" И лихварот се сторил магаре. И него старецот го отерал во долот. По малку време поминал еден сиромав. Старецот и него го прашал: "Абре, синко, во долов има ли вода или нема?" Сиромавиот рекол: "Не знам, дедо, ама јас сега ќе слезам да видам. Дај ја чинијата, та ако има изворче, ќе ти ја наполнам." По малку време сиромавиот се вратил со полна чинија вода. Стариот пивнал, па почнал муабет со сиромавиот. Ти каде си тргнал, синко?" "Во шумата, дедо. Тргнав да си насечам дрва," одговорил сиромавиот. "Па, каде ти е магарето?" Сиромавиот кренал раменици. "Немам магаре, дедо. Многу сум сиромав." Тогаш дедото рекол: "Јас имам 2 магариња во долот. Земи ги и оди си со нив." На сиромавиот не му се верувало што слуша. Со насмевка на лицето рекол: "Ти благодарам, дедо. Господ здравје да ти даде, ама потоа како да ти ги вратам магарињата?" Старецот му одговорил: "Лесна работа, синко. Удри ги поеднаш со стап и тие си го знаат патот. Сами ќе си дојдат." И сиромавиот го послушал старецот и слегол во долот. Ги подбрал магарињата и ги отерал во шумата. Таму си насекол дрва, убаво ги натоварил и ги потерал магарињата, ама на враќање си рекол: "Еми, ако веќе ми се паднало, чекај и да се качам наедново, па да ме однесе до дома." И сиромавиот се качил на едното магаре. И тоа на магарето што се сторило од чорбаджија. Одел така по патот, сиромавиот качен на едното, терајки го покрај себе другото магаре и полека стигнал во селото. Застанал покрај селската чешма. Таму жената на лихварот си полнела вода. Престореното магаре од лихварот, кога ја здогледало жена си, домакинката своја, тргнал кон неа, за да и помогне. Но жената на лихварот, кога видела дека магарето се мушка во неа, помислила дека ќе ја клоцне, се исплашила, ја зела кофата и го треснала магарето по глава. Магарето, лихварот, рикнало од болка и го продолжило патот со сиромавиот.
Кога стигнал во својот двор, сиромавиот ги растоварил магарињата и им удрил по еден стап за да се вратат кај старецот. Само што им удрил по еден стап, во мигот магарињата се прествориле во луѓе. Чорбаджијата почнал да се расправа со сиромавиот. Не ти ли беше доста, бре, што ме натовари толку туку у име јавна? Но лихварот го фатил за рака и му рекол: бегај, чорбаджи, да бегаме, додека не дознало селово што Белја не снајде. Ти и добро помина, а јас, да ми ја видиш скршенава глава. Најстрашно е, жена ми ја скрши, резил. Ама нека не биде тоа за поука. Друг пат, кога ќе видиме стар човек, не само да го почитуваме, ами и рака да му бакнеме. Почитувајте го старецот. Ако за ништо друго, тогаш зашто толку долго го носел товарот на животот. Но, да, староста носи мудрост, ама младоста не носи само лудост, туку и убавина и сила.